Добар ден, почитувани, ова е Телма амбуланта. Дали имате проблем да ја кренете раката за да се исчешлате или да облечете јакна? Или пак, при првите чекори наутро имате силна болка поради шилец во петата? Какви се овие израстоци? Дали навистина расте нова коска во зглобовите? Дали калцификатите во рамото и петата секогаш се виновни за болката или понекогаш се последица на друг проблем? Зошто се појавуваат шилците? Како се дијагностицираат и лекуваат со физикална терапија и што можеме да направиме за да го спречиме нивното формирање? Разговараме со доктор Симона Ристовска, специјалист физијатар. Разговорот следува веднаш по блокот реклами. Останете на Телма. За шилците во рамото и петата во денешната Телма амбуланта разговараме со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина и рехабилитација во ПЗУ Превентива 99. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Благодарам на поканата. Сите сме слушнале за шилци во зглобовите. За каква формација станува збор? Дали се тоа коскени израстоци? Расте ли нова коска во зглобовите или нешто сосема друго? Всушност, ако сакаме да го објасниме подетално, треба да го објасниме на клеточно ниво, поради тој хроничен стрес на тетивите, поради хронични воспаленија, значи воспалителни промени поради дијабетот, исто како една од причините, и други заболувања, доаѓа до оштетување на тетивите и на местото на тетивата што се образуваат тие клетки нормални, се образуваат други клетки кои прават формација слична на коската. Меѓутоа тоа не е, нели, коска, вака народски израстоци, што го викаме. Тоа се друг тип на клетки или се таложи калциум? Се таложат соли на калциум. На место каде што не треба тоа да се случи. На место каде што не треба, на место каде што имаме тетива. Тетивата представува ткиво кое е многу еластично, многу цврсто, меѓутоа на незино место друг тип на клетки се натрупуваат и потоа на тоа место идат соли на калциум. И така всушност настанува на клеточно ниво тие калцификати или остеофити, ние што ги нарекуваме. Остеофити, значи. Да. Дали оние што имаат камења во бубрезите или пак калцификати во меките ткива на органите се во зголемен ризик да развијат еден ваков проблем, односно шилци во зглобовите, или не е тоа поврзано? Не би можело да кажеме дека е поврзано, сосема друга патологија, меѓутоа кај меките ткива, ако е на мускулниот систем, да, ако имаме некоја повреда на мускулот, некоја руптура на тоа место, знае да се организира хематомот, односно да се зацврсти и на тоа место повторно да се натрупат соли на калциум и да настане калцификат, кој ако е голем, некогаш треба и хирушки да се извади, ако е помал, го третираме со други типови на терапии со цел да се намали калцификатот. Кој е во зголемен ризик да развие ваков проблем? Дали се тоа по возрастните лица или кај младите среќавате шилци? Пред се кажуваме дека е тоа еден дегенеративен процес, односно процес на старење на ткивото, меѓутоа имаат ризики пациенти кои имаат дијабет, што споменав, зашто бидејќи дијабетот не дозволува да имаме доволно хранење према ткивото, односно настанува оштетување на крвните садови и поради тоа тетивата страда, се губи незиниот еластицитет и многу полесно на тоа место може да настане руптура, а потоа пробува телото да се среди и всушност предизвикува натрупување на соли на калциум, така да дијабетичари, некој што работи повторувачка работа, да речеме, ако удира со чекан, ако и на тоа место може да настане на лактот, на рамото, на петата, значи имаме и професии кои допринесуваат исто така зголемене на телесна тежина и тоа ни влие, посебно влие кај пациенти што имаат проблеми со стапалата, бидејќи сепак тежината од телото, нели, ја носат стапалата. Така да имаме поширока група на пациенти, имаме и пациенти кои се млади, а имаат големи калцификати поради руптура, поради повреда или воспалене на ткивото, недобро зараснато и настанува калцификат, а исто така сега имаме едни нови пациенти, да речеме, тие се млади мајки кои често поради држење на бебињата во раце знаат да развијат калцификат. Поради оптоварување? Да. Тоа значи во секој зглоб може да се јави шилец, односно остеофит? Остеофит може да се развие во секој зглоб, најчесто зглобовите кои ги се најмногу засегнати, тоа се зглобот на рамото, стапалото, меѓутоа знае и на да настанат калцификати, односно остеофити и на зглобот во колкот. Меѓутоа и сите други зглобови може да имаат калцификати. Докторке, а има ли некаква поврзаност начинот на исхраната и внесот на премногу калциум во организмот со формирање на
вакви остеофити, односно шилци во зглобовите? Нема доказ за тоа, меѓутоа во таква насока многу често пациентите, да речеме што имаат остеопороза, се плашат да пијат калциум, бидејќи сметаат дека ќе се натрупа како калцификати, меѓутоа тоа не е вистина. Имаме и нови формулации со К2 витамин, каде што всушност правиме да оди на точното место калциумот, а не да се да се натрупува. Тоа е почесто ризика и калцификати што се јавуваат во бубрезите од калцификати. Сепак кажуваме, ова е последица на хронично воспаление, хронично оптоварување и истрошување на самата тетива и на тоа место доаѓа до натрупување на солена калциум. Значи да не се плашат жените што пијат лекови за остеопороза дека би можеле да развијат шилци во зглобовите. Секако може да развијат поради дегенеративните или многу почесто поради хормонални проблеми. Пациентите имаат хронични воспаленија, припад на естрогените и тогаш имаат други болки, меѓутоа не мора да значи дека е поврзано со приемот на калциум. А генетиката, односно наследниот фактор? Веројатно има, бидејќи ние се раѓаме со определени типови и на квалитет на колагенските структури кои ги носиме од нашите родители. Има луѓе што се посклонни кон оштетување на тетивите во споредба со луѓе што имаат многу поздрави, кога ќе ги видиме анатомски, бидејќи многу често дијагностика правиме на ехо, се гледа некој има убава здрава тетива, а други имаат многу тенки тетиви што посклонни на оштетување и очекуваме дека тие пациенти ќе развијат таков проблем. Дали е точно дека зглобот на рамото е најизразен за овој проблем? Па, во принцип може да кажеме дека е најмногу, бидејќи таму имаме најголем обем на движење, имаме многу тетиви, значи што го држат зглобот на место, значи не е зглоб како зглобот на колкот, каде што влага главата, да речеме чашка, народски, меѓутоа тој е зглоб кој се држи со помош на тетиви, а каде што имаме најголем обем на движење, раката прави најголем обем на движење од целото тело и нормално дека тука, иако видиме анатомски, може да покажеме, еве го, ова е зглобот на раката, гледаме тука дека има многу тетиви. Тие тетиви за да се дигне раката нагоре, всушност има многу малку простор и многу често доаѓа до оштетување на тетивите. Еве, оваа тетива супраспинатос тука, таму имаме најчест број на оштетувања и претежно од прилика околу 60 до 70% од калцификатите точно на таа тетива, меѓутоа може да се развие и од напред кај бицепсот, може и од позади кај инфраспинатус, значи имаме повеќе тетиви кои всушност еден пациент може да развие на повеќе тетиви, односно цела ротаторна мажетна да имаме пациенти со по 2, по 3 сантиметри голем калцификат и сега може да замислите во овој мал простор тука, пациентот воопшто не може да дигне раката, има ограничување на обемот на движење, силни болки, бидејќи многу често се пратени и со воспалени и механички, нема простор за за се направи движењето, бидејќи калцификатот го блокира всушност движењето механички. Тоа затоа луѓето се жалат дека, да речеме, имаат најизразена болка кога ќе ја подигнат раката. Точно. Поради не може да се исчешла, така? Не може да се исчешла. Еве сега брзо имавме една вика, не можам косата да си ја врзам во репче и некои такви работи, односно секојдневниот живот да се облечат. Многу често не можат да жените на пример да си го наместат градникот од позади, бидејќи не можат раката да ја свртат наназад и многу им прави проблеми навечер во спиењето, бидејќи не можат на таа страна или ги буди сега. Секој зависи од акутноста и степенот на големината на калцификатот, така да знае да бидат и многу болни овие состојби. Значи дури сонот да е нарушен, бидејќи не можат на таа страна да лежат. Дали секој шилец, односно дали секој пациент кој што има шилец ќе чувствува болка? Не, некогаш можеме сосема случајно, значи да видиме калцификат на пациентот, меѓутоа многу често знае да не му прави проблем ако е на добра локација каде што не притиска, односно може движењето конкретно во рамото да си го изведува слободно. Во тој случај некој пат ние решаваме и да не ги лечиме бидејќи немаат пациентите симптоми, да почекаме да видиме дали ќе се појават симптоми, па во тој случај бидејќи може некогаш да е сосема спореден наод калцификатот. Спореден. Значи да има нешто друго во позади на болката, значи не секогаш е од калцификатот. А како се прави разлика дали болката е од калцификат или пак замрзнато рамо? Frozen shoulder, односно замрзнатото рамо, претежно представува болест што се јавува после 50-та година, односно
претежно на жените кај естрогените и кога се намалува нивото на естрогени доаѓа до воспаление и многу често жените околу 50 на години ги имаат овие проблеми. Може некојаш и да нема калцификата се уште, тоа е всушност едно воспаление на капсулата и станува многу тврда и пациентите не можат да ја мрдаат раката. Имаме фази на замрзнато рамо, на почетокот се јавува некоја мала поднослива, пациентите нели го игнорираат тоа, живеат и во некој момент доаѓа до всушност таа фаза каде што доаѓа до замрзнување на рамото без да има никакви последици. Многу лесно можеме да го диагностицираме, пред се може да се направи рентген за да се болката во рамо за да отфрлиме не дај Боже некој процес како рак или некоја друга проблематика. Потоа можеме да направиме еходиагностика каде што ги гледаме тетивите, гледаме калцификатот, гледаме дали е тврд, дали е мек калцификат и гледаме должината, можеме да направиме мерење на калцификатот, меѓутоа може да видиме и дали има руптура, затоа што не секогаш е само калцификатот. Многу често калцификатот си бил со години таму, но при некое движење, при подигање на тешко или дигање на раката, определена позиција од самиот калцификат настанало и кинење на тетивата, што дополнително ни отежнува работата. Односно, тука би требало пред се да работиме на поправање на тетивата, односно заздравување на тетивата, па потоа да работиме кон разбивање тоа на калцификатот. Тоа значи ка може да дојде до компликации? Компликација секако може да дојде, да. И сега, дали со обичен ехо преглед ќе ги забележите? Да, се гледа, да, со ехото се гледа. На рентген? И на рентген, ако е тврд калцификат ќе се види, ако е некогаш калцификат во создавање може да се види, а некогаш може и да биде и пропуштен, меѓутоа во повеќето случаи и рентгенот ни врши работа да се ориентираме нели големината, меѓутоа мекиот дел не го покажува во целост. Има некогаш потреба за подетални снимања магнетна резонанца на пример или не? Магнетната резонанса не е тип на снимање што точно ни покажува тврди ткива, односно таа ни покажува повеќе меки ткива. Да, може да се направи, ќе се види на тоа, меѓутоа сепак треба да размислуваме и во медицината на правилно трошење на ресурси, односно магнетната резонанса чини доста повеќе и го чини здравството и пациентот ако прави приватно, така да ја се почнува со основно, ако нешто не ни е во ред во нашето лекување, во тој случај решаваме да правиме дополнителни дани, има некое повнатрешно оштетување, меѓутоа не на ниво на тетивите, на ниво на коската или лабрумот или подетално во самиот зглоб. Така ќе ги поканим и гледачите од тој момент. Емисијата е контактна. Од телефонскиот број на телевизија Телма испишан на екранот, слободно можете да се вклучите во програма со ваши прашања. Споменавте дека има меки и тврди калцификати, односно меки и тврди шилци. На што се должи таа разлика? Па пред се на почетокот настанува натрупување на тие соли на калциум кога не се пренатрупани околу јадрото, значи тој е се уште мек калцификат, па потоа со текот на времето станува тврд. Меѓутоа хипотетски значи во формирање, да. Меѓутоа некогаш имаме и умекнување на тврдиот калцификат како последица на заздравување на ткивото. Во некои случаи може и спонтано кај некои помлади пациенти дури дел од калцификатот да се апсорбира со вежби, и спонтано телото, а во други случаи правиме определени терапии, например, една од тие шокови терапијата, каде што може да направи растопување и потоа макрофагите доаѓаат, нели тие се големи клетки кои ги, ајде да речеме попросто ги јадат тие остатоци од калциумот и со тоа телото ги исфрла. Пред да проговориме детално за терапијата, да се задржиме на шилците во петата. Сме слушнале луѓе како велат дека имаат силни болки, особено наутро кога ги прават првите чекори. Дали тоа е секогаш поврзано со шилец? Не мора да значи, некој пат да, може да биде и со шилецот, меѓутоа некој пат може и да биде и воспаление на плантарната фасција. Што е тоа плантарна фасција? Плантарната фасција може вака да добиеме, да покажеме, таа се наоѓа под самиот дел и ова е фиброзно ткиво, многу фиброзно ткиво кое почнува од самата пета и завршува кај почетокот на прстите и тоа е всушност ни го држи самиот свод на стапалото и многу често поради тие воспаление на тоа фиброзно ткиво плантарна фасција настанува натрупување на соли на калциум. Односно, плантарниот фасцит може да не биде предвесник за создавање на калцификати, односно шилци. На кој дел од стапалото обично може да се забележат? Најчесто тука настанува, на самата
на самата пета, меѓутоа може и да настане и на ахиловата тетива, односно многу често поради воспаление, бурзитиси, преоптоварување на ахиловата тетива, може да доведе и до калцификат, дури имаме и големи калцификати по 1-2 сантима на самата ахилова тетива и претежно пациентите дури не можат и во кондури да ја стават ногата, бидејќи ги притиска од позади кај ахиловата тетива. Зошто болките се најизразени наутро? Бидејќи плантарната фасција е задебелена и треба време дур малку да се разгази за да може да се истегне, и затоа првите чекори кај пациентите нели се жалат дека ги боли, а потоа со текот на времето они викаат се загреав и ми помина. Тоа всушност се должи на самата плантарна фасција. Некој пат се задебелува и од калцификатот дополнително, затоа најубаво е да направиме диагностика, да видиме дали станува само збор за плантарен фасцитис или плантарен фасцитис во комбинација со калцификат. Имаме гледачи, ки им дадеме можност да постават прашање во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Добар ден. Ве слушаме одлично, само следете го разговорот преку слушалката, намалите го тонот на вашиот ТВ приемник и го очекуваме прашањето. Бака, јас имам шилец во пета, тоа не во петата, него на коската спрема ахиловата пета. Добра. Еве, имам лекувано со терапии, неуспешно, шок вејв имам применато и се уште истите болки ми постојат. Пола година како се лечам и немам никаков успех. Што ми препорачувате? Така, само да ни опишете какви болки имате, еве, бидејќи токму за тоа зборувавме. Што чувствувате? Од сабајле. Многу ме боли додека се раздвижам. Добра. И потоа малку се облажува болката, но еве 6 месеци како постои таа иста болка. Така. Имам и снимки направено, и ехо, и така, но нема подобрување. Сите испитувања сте ги направиле, но подобрување не забележувате. Нема, да. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Можете да дадете совет во овој случај. Да, пред се треба да се види ехото дали има дополнително воспаление. Во некој случај кога има дополнително воспаление, веднаш не одиме со шокоев терапија, бидејќи таа е тип на терапија што може дополнително воспаление да ни направи. Одиме со смирување на состојбата, па потоа одиме со шокоев терапијата. Зависи од големината на калцификатот, дали имаме различни видови на шокоев терапија, не е една шокоев терапија како што си мислат пациентите. Секој апарат има различни квалитети и различни перформанси и успехот може да биде соодветно од тоа да зависи, меѓутоа исто така имаме кај пациенти, еве да речеме 10%, 15% од пациентите каде што нема подобрување. Во тој случај може и да се направи апликација на кортикостероид, односно да се боцне тој калцификат со кортикостероид, со тоа што се намалува големината на калцификатот и треба да се стави под ехоконтрола, бидејќи кај ахиловата тетива е многу специфично, бидејќи тетивите не сакаат кортико во близина, така да се стави директно на тоа место за да не настане оштетување на таа тетива, меѓутоа и да се види дали сите конзервативни останати делови се истрошени, односно дали све е направено по протокол и дали биле завршени терапиите, пошто во некој случај бара и повторување, во некој случај доволно еден циклус на терапија, колку терапии се направени и тоа треба нели да се види, тоа треба докторот што го лечи пациентот да си го следи. Например, јас правам мерење на првиот ден нели на големината на калцификатот по завршување на терапија, потоа чекаме еден месец, повторно правиме контрола за да видиме дали е апсорбиран во целост. Така да треба да се направи подетално анализа во некои случаи, кај некои пациенти за жал завршува и со оперативно нели лекување на калцификатот. Уште еден гледач ќе вклучиме во денешната емисија, ќе им дадеме предност на прашањата на гледачите. Добар ден. Добар ден. Повелете. 62 години имам и во минатото имав калцификати во рамо и во петиците, меѓутоа тоа го решив со физикална терапија. Во меѓувреме се разболев и примав хемотерапии и поради тоа сега
имам една нова настаната ситуација, имам калцификат на самиот зглоб на левиот колк. И сега никој не ми советува повеќе заради хемотерапиите, не ми советуваат било каква терапија, освен операција. Сакам да чујам што мисли докторката. Внатре во зглобот. Има докторката прашање? Дали е внатре во зглобот или од надвор од зглобот? На самиот зглоб надворешно. Надворешно. Надворешно кај трохантерот, мислам, како ви го објаснија? Значи се израстува на самата коска на зглобот и ме ограничува во движењата сега. Значи не можете да ја ширите ногата на страна? Точно така. Точно така и го видоа на снимката, кога направивме отворена снимка на колкот, тогаш се видя дека постои. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Благодарам и вам. Само Уште едно прашање, дали сте се уште тука? Да, сега? Пред колку време заврши хемотерапијата? 7 години. 7 години. Значи 7 години повеќе онколошка терапија немате примано? Немам, меѓутоа не ми советуваат ниту бања, ниту базен, само море, ни физикална терапија, ништо. Ништо. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Благодарам и вам. Имаме некој консензус дека кај пациентите сепак со малигни заболувања не препорачуваме дел од терапиите како електротерапија. Меѓутоа треба да се направи убав преглед, да се види дали може да се направи повторно во зглобот, под ехомониторинг може да се стави кортикостероид, да се намали големината на калцификатот, како што имаме и до сега такви случаеви, ако е контраиндицирано физикална терапија, меѓутоа ние избегнуваме да правиме физикална терапија. Сега не знам каков точно тип пациентката имала на карциноми, не ќе нели се вака јавно да зборуваме, меѓутоа во некои случаи шокоев терапијата не е апсолутна контраиндикација после повеќе од 5 години поминати, бидејќи таа делува само на местото на апликација, не делува системски како другите терапии. Така да кај некои пациенти после 5 години, меѓутоа сепак треба да се направи проценка на ризикот и каков вид на карцином имала пациентката. Да продолжиме со шилците на петата. На петата, да. Дали може до ваков проблем да доведе рамното стапало или пак несоодветните чевли? Ако одиме постојано во рамни или пак на многу високи подпетици? Точно, значи тие се сите едни од критериумите кога пациентот очекуваме дека ќе има рамното, кај рамното стапало, односно сводот, не го држи таа плантарна фација што ви објаснив, бидејќи таа го држи сводот, нели да не биде подкренат, а кај тие пациенти е сосема равно и нормално оптеретувањето ќе паѓа на неправилно место. Сега имаме и софистицирани апарати каде што се прави скенероскопско се прави скенирање и после скенирањето гледаме кои точки ни се најкритични и според тоа се прави соодветна влошка за да го растеретува тој дел. Меѓутоа јас секогаш им препорачувам први на пациентите да се дијагностицира проблемот, да се лекува со соодветна терапија, па штом поминат симптомите и кога ќе направиме после таа контрола после месец дена, тогаш да се оди на скенирање на стапалото и да се земе влошка, бидејќи ако имаме равно стапало, ако пациентот повторно продолжи нели со исти тип на оптоварување како што и до тогаш, очекуваме дека секако може да рецидивира, односно да се врати. Исто ова многу интересно што го спомнавте, не треба пациентите ни многу ниски да носат обувки, нели како едно време балетанките што беа многу модерни, меѓутоа ни многу високи, бидејќи прават деформитети не само на шилци и плантарна фација, туку прават и на другите зглобови на стапалото, како халус валгус, односно кривење на големиот прст или халус ригидус, неможност за движење, така да апелираме од 3 до 5 сантима да биде петата и да биде мека, односно да не биде цврста петата и со тоа ќе биде полесно и на самите зглобови оптоварувањето. Дали е проблем летно време кога одиме со постолки или пак зимно време со чизми? Па апостолките секако не се нели препорачани, бидејќи се многу равни, а чизмите па сега мораме да се приспособиме според временските услови. Имаме и некои професии што налагаат определени чизми, нормално дека тие пациенти кај нив очекуваме повеќе деформитети, односно имаме дел од заболувањата што се професионални заболувања. Дел е и всушност и тоа. Патиките се добар избор, ако па не имаме патики,
што се повисоки од 3 на пример сантима и погоре со добра гума, значи да не се оние нели стартки што беа најмодерни, ако имаат повисока гума од 3 до 5 сантиметри, одлично е за сите. Сега, кога некој ќе се соочи со ваков проблем, ќе му се издиагностицира шилец во пета, во рамо или пак во некој друг зглоб, дали мирувањето е најдоброто решение или пак движењето и физичката активност се некој вид на терапија? Па не, всушност самото рамо само не заштитува за да не настане поголемо воспаление. Ние не можеме да го форсираме, да продужиме со болки, да вежбаме и да правиме проблем. Во акутна фаза на состојбата препорачуваме нестероидни антиинфламаторни, односно лекови за болка, против воспаление и чекаме да се намали малку воспалението. Бидејќи многу често знае да биде комбинирано и со бурзитис, односно тоа се едни торбички со течност, воспаление што се јава од триење на самите тетиви, од триење во рамото и чекаме да се намали тој бурзитис, од кој ќе се намали со тие нестероидни антиинфламаторни и други лекови што помагаат за намалување на течноста. Во тој случај веќе идеме кон лекување нели на конзервативно, односно со физикална терапија, што имаме повеќе модалитети што може да ги користиме. Ќе вклучиме уште неколку гледачи со нивни прашања. Добар ден за следниот од нив. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме одлично, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Неколку години има уназад каде што ме боли десното рамо и сега и левото рамо. Само сакам да прашам. Зошто докторите ми забрануваат досега да правам терапија, електрична терапија? Дали имате некакви здравствени тегоби? Дополнителни? Значи, докторите не ви препорачуваат електрична терапија. Дали имате некакви други здравствени тегоби? Зошто ви дале таква препорака? Со срцето можеби или? Докторите досега докторите кои одат за терапија, има упут матичниот, и ни велеа не може електротерапија затоа што имаме стент. А имате стент? Пред колку години? Пред 20 година ставив стент. Додека. Друго прашање. Пред 10 дена бев во бањата во Банско. Затоа што имав сменето стент. Овај колк, левиот колк. И таму имав електротерапија на мускулите од десната на левата нога. Никој не ми постави прашање, ниту ја има проблем. Така, јасно е прашањето. Слушаш прашањето дали можете да користите ваков тип на терапија поради тоа што имате вграден стент. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Ова е интересно прашање. 6 години се поминати од стентот. Стентот не е апсолутна контраиндикација. Стентот ние дури стендови бајпаси чекаме, значи определен период, има период на регенерација на ткивото и после пациентот не е апсолутно контраиндициран да прави било каква физикална терапија конкретно. Значи шокоев терапијата не ни представува електротерапија, туку представува ултразвучни бранови кои навлегуваат фокусирани внатре во телото. Така да апсолутно не сметам дека после 6 години пациент со стент е апсолутно контраиндициран за било каква физикална терапија, односно пациентот може да прави, има определени терапии што не се контраиндицирани, а тоа секако специјалистот ќе си го реши, како што всушност нели и бил пациентот на преглед, веројатно колегите ги имаат информациите од што боледува, бидејќи тие стојат во, нели, ако биле преку фондот во мои термини, ние ги отвараме пациентите и гледаме сите претходни болести што ги имале пациентите и ние знаеме детално знаете нивната здравствена состојба. Повеќе фактори се во прашање при одлуката каква. И одлуката сепак ја прави докторот специјалист. Знаеме дека некој пат кај пациенти знае да настане висок крвен притисок, има определени терапии што нема да ги дадеме, а има определени терапии што може. Значи не е дека секој пациент што има стент, бајпас, хипертензија, односно висок притисок, апсолутно 100% контраиндициран за терапија, бидејќи со тој начин ние пациентите ќе ги оневозможиме нормален живот да живеат, бидејќи се во хронични болки. Ајде да слушнеме уште едно прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакаме да прашаме докторката. Ја пред 5-6 месеци имам направено една малку посложена операција. Така? И операцијата ми е одлична,
завршено све комплетно, бех на магнетна томографија, се е завршено комплетно, а сега ми се појави болка во левото рамо и во нозете, во дебелото, во мускулите. Кога станувам, некако тешко станувам и левата рака не можам баш да ја користам. Тоа беше Така, а тоа операцијата. сакам да прашам, зашто беше операцијата? Беше ортопедска или? Не, операцијата им беше на мене на желудникот. Аха, на Ово, желудник. не на желудник, извинете, на жолчката. Да. Добро. Од странета беше жолчката? Да, жолчката ми е од странета и имаше запишено канали, пошто паднав од дрво. Панкреатит нешто плюс имаше, панкреасот беше воспален. Да, и панкреасот беше воспален и така да операцијата ми е успешна. По сите снимки што ги имам направено, операцијата ми си е успешна све. А болка имате во левото рамо? Болка во левото рамо, да, и во нозе, тука во дебелото, во мускулите не можам да едва се подигам да станам. Добро, тоа може и проблемот да биде и од друго потекло, не мора да е поврзано. Имам ставено некаде околу 24 некси клексанови што се за згрочуена крвта. Така, и ова е една сложена ситуација, сложена состојба. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Сигурно ова бара една подетална, треба да посериозна се анализа. направи преглед на пациентот, да се види дали има проблем некој со рамото или проблемот сепак болката иридира, да речеме, во некои случаи може болката и во рамото да се појави и од срцето и од внатрешни органи, така да треба да се направи еден преглед, а проблемот со доле со нозете да може да биде и од, да речеме, некој запушување, некои тромбови, пошто бидејќи го спомна тоа, меѓутоа може да иридира и од кичмата. Сепак треба да се направи еден клинички преглед за да знае во која насока да се трне, независно од абдоминалната операција, може да не е сврзано и со тоа. А кај пациенти кои што се направени ваков тип на операции треба да се чека, доколку нема дополнителни компликации, треба да се чека извесен период пред да бидат вклучени во физикална терапија, доколку имат и дополнителен проблем, да речеме со рамо, со стапала. Зависи од кои процедури ќе го правиме. Некои процедури че бараат 6 месеци, некои бараат година. Дел од физикалната терапија и кинезитерапијата, тоа се вежби каде што вежбите не се контраиндицирани во било кој период од, да речеме, од лекувањето и рехабилитацијата. Баш напротив, пациентите и се препорачува, дури и овие пациенти со кардиоваскуларни операции, значи да прават рехабилитација и се има протоколи како они треба да го оптоваруваат срцето и колку всушност физички треба да се оптоваруваат, така да треба и тоа да го земеме у предвид. Оние кои што имаат болка во рамото или пак во стапалото, пак им се издиагностицира шилец, некогаш знаат да си ги измасираат тие зглобови за да им се смири болката. Дали се препорачува масажа? Што е со народните лекови? Па не, нема никаков доказ дека народните лекови по никаков начин би можеле да помогнат. Масажата, ако е во акутна состојба, не е баш препорачлива. Ако е некоја хронична состојба кај што пациентот веќе го боли рамото, не знам колку месеци, меѓутоа нема да ќе направи мала хиперемија, односно ќе дојде крвоток, ама нема да го заврши на тоа ниво како што ние сакаме да биде всушност постигнат ефектот. Колку често самостојно се ресорбираат, односно исчезнуваат овие шилци? Па, за жал, недоволно. Не е многу, во многу мал процент пациентите се абсорбира. Да, постои такво нешто, меѓутоа недоволно. Те помладите споменате? Те помладите, да, може, меѓутоа кај веќе пациенти што се со дегенеративни болести, каде што има сериозно зголемени оштетувања на тетивите, претежно тешко дека самостојно би се абсорбирал. А дали со терапија шилците може да се стопат или пак ќе се скршат, да речеме, со оваа шок терапија, па потоа телото ќе го абсорбира? Секако ние правиме микроповреди на ткивото, односно шокоев терапијата навлегува до внатре. Тоа е ударна терапија. Ударна терапија, таа е под голема баража, односно зависи ние како ќе го наместиме апаратот, под кој бара и со која јачина влегува внатре. Збираме според тврдината на калцификатот, големината на калцификатот и дебелината на ткивото, односно колку длабоко треба да навлезе во ткивото. Тој истиот тој апарат, само нашиот е помал, што се користи за кршење на камења и во бубрекот. Тој е тотално истиот, значи под ултразвукот навлегува внатре во ткивото и настанува тврдото ткиво, го раздробува и телото потоа доаѓа, се прави воспаление, доаѓа и тие макрофаги што ви објаснив, ги абсорбираат тие мали
делчиња, во некои случаеви кај некој калцификат може и тотално да се намали, во други случаеви имаме заоблување, намалување и пациентот и да остане дел од калцификатот повторно нема болки, односно си функционира нормално. Нас не е целта нели пациентот да си функционира без проблем. А дали е болна оваа терапија, шоквейв терапијата? Тоа ја би рекла дека е голем мит, пациенти многу се плашат од шоквейв терапијата, заради тоа реков да се направи убава дијагностика. Од кога ќе се направи дијагностика, ако пациентот има плантарен фасцитис, сигурно јас барем не практикувам да ја правам шоквейв терапијата. Правиме други процедури за да настане смирување, односно први се намалува плантарната фасција, ако има воспаление се даваат нестероидни антиинфламаторни или друг тип на терапија, дали електротерапија, многу добри резултати имаме и со текар терапијата, која представува радиофреквенција каде што настанува висока топлина дури на ниво на коската и поради тоа доаѓа и веќе на тој мекиот дел на апсорбција на калцификатот, па потоа идеме кон шокоев терапијата и пациентите претежно немаат болки. А кортикостероидната терапија може ли некогаш да создаде проблеми? Да не го реши проблемот, а да дополнително да создаде некои несакани може последици. Да направи проблем. Ние имаме клинички студии кај што честата апликација, да речеме во зглобови, доведува и до оштетување на рскавицата или во некои препораки кортикостероидите кои се ставаат локално кај тетивите. Ако пациентот би се оперирал, може да ни даде не голем успех кај операцијата. До 1 година имаме ризик од кинење на калцификати, меѓутоа, да речеме, многу често сите овие работи на пациентот им се објаснети, се договара како ќе почне рехабилитацијата и лекувањето и заедно со пациентот мора да го одбереме патот како ќе одиме и до кај планираме да стигнеме. Така да пациентот за целото време е свесен за сите ризици и проблеми што би можеле да настанат. Колку шоквейв терапии обично се потребни за да се развие еден шилец, односно остеофит? Сепак кажам дека тој индивидуално мора да биде, бидејќи индивидуалниот пристап според големината, дали е тврд, дали е мек калцификат и според состојбата на пациентот, меѓутоа многу често и 5 терапии не вршат работа и се прават на растојание од прилика од 7 дена, еднаш неделно и така малце представува долг процес. Пациентите се нестрпливи, посебно повеќе време ни треба за петата, поради нели тоа што секојдневно ја користиме, не можеме никако да ја имобилизираме и малку е подолг процес и пациентот некогаш и до 2 месеци е нели нестрплив дур да почне да ги види резултатите, меѓутоа потоа имаат пациентите резултати. Може ли проблемот да се повтори откако ќе се разбие, ќе се ресорбира калцификат, односно остеофитот? Може ли на истото место повторно да се јави? Секогаш може да се јави, заради тоа и спомнавме еве конкретно за стапалото дека препорачуваме потоа да се направат влошки соодветни за да не се повторува на истото место тоа воспаление и тоа хронична траума што ја трпи, за да не се настане ново оштетување. Односно ние не требаме само симптомите да ги лечиме, туку треба и да превенција да направиме. Потоа и вежби, за јакнување на тетивите, за јакнување на мускулатурата, тоа е сето дел од таа рехабилитација и потоа по завршување му даваме насока на пациентот вежби дома да продолжи да прави кога да е зголеми со тежина вежбите, односно не е ова нели правиме терапија и после да обично повеќето веруваат тоа дека ќе се направи терапијата, ќе се разбие шилецот и толку. Да, меѓутоа мораме треба да го смениме малку начинот на живот, да се воведе еве редукција на телесна да се намали телесната да се намали. Ако пациентот има диабет, бидејќи кај пациентите со диабет за жал не само калцификати, тетивите многу страдаат, имаме многу компликации кај нив, заради тоа ќе му препорачаме да се регулира нивото на шеќер во крвта, исто и тоа ни е важно. Да регулира болеста. Да, значи да многу фактори има и многу и требаме и да вежбаме. Зашто се создаваат тие калцификати? Тетивите стареа. Зашто тетивите стареа? Бидејќи нема крвото. Како ќе се подобри? Ќе се подобри со вежбање, меѓутоа и вежбањето да биде контролирано и балансирано за да не настане докинење понатаму на тетивата. Какви вежби се препорачуваат еве како превенција за да не се формираат калцификати или оние кои што веќе имале да не им се повтори проблемот? Во почетокот кај пациентите што имаат веќе калцификати препорачуваме вежби без
тежина, односно вежби за зголемување на обемот на движење, бидејќи пациентите доаѓаат и обемот на движење им е ограничен. Први правиме вежби за обемот на движење, во некои случаи рачно работиме мобилизација, бидејќи покрај калцификатот на тоа ни се наталожил и фрозен шолдер, односно замрзнато рамо и пациентот и да се абсорбира калцификатот, повторно капсулата ќе му биде стврдната. Во тој случај, покрај текар терапија, терапевтите работат со мануелна мобилизација, односно мануелно се отвара, со рака се отвара таа зглобна капсула за да се растегне. Вака звучи малку болно, меѓутоа не е многу болно и страшно и се подобрува обемот на движење, а потоа веќе пациентите можат да работат и со тежински тренинг, односно постепено да почнат со оптеретување со тежина со пола кило, 2 кила, во зависност од годините, за да се стигне до целосно оздравување. А што е со некои што немале таков проблем за да се превенира? Вежби секако се препорачуваат. Вежби и некои конкретни или се едно? Вежби за рамо има, значи Добре. вежби за рамо каде што се јакне тетивите и мускулите на рамото. Ако нашите мускули се јаки, здрави, тетивите се добро крвоснабдени со помош на вежбање, во тој случај многу помали има шанси да настане тоа дегенеративно оштетување, меѓутоа викам секогаш треба да биде со нормална тежина, бидејќи ако отидеме и во другата насока, односно премногу оптоваруваме, во тој случај може да дојде и до поголемо оштетување. Има луѓе кои што имаат ризична професија во однос на создавање на шилци во зглобовите. Што советувате кај нив? Па, тие пациенти што имаат, например, многу често имаме пациенти молери, што градат зидари, значи кај што раката е некаде нагоре, па и многу често и дури фризерки поради тие повторувачки движења. И спортисти, тенисери. Спортистите, тенисери, кај нив и тениски лакт имаат и на тоа место и кај лактот може да настане покрај руптура, може да настане и натрупување на калцификати, можеме на многу места и пациентите сепак требаат да одмараат, да не биде узастопно цело време тоа оптоварување на зглоба, да се прават паузи, одмори, ако осетат некое воспаление, да се делува на време, а не да чека работите да останат посериозни. Дали операцијата секогаш е последната опција? Па во принцип да, освен ако не е некој голем калцификат, како што имаме после трауми, да речеме, па знаеме да речеме десетина сантими калцификат, во тој случај решаваме пациентот да оди кон оперативно лекување, што со своите предности и мани, односно има период на рехабилитација и враќање во нормален живот дури да заврши целиот тој процес. Период на операбување и потоа повторно вклучување кон физикална терапија? Да, за да се врати во работоспособниот процес. Докторке, јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, што на ваков убав начин појаснивте се околу оваа тема. Здравствен проблем кој што е чест. Доаѓаат, претпоставам, многу пациенти со шилци. Сигурно имаме по 2-3 тројца пациенти кои им диагностицираме остеофити во определени зглобови и во колку тиво дури на прстите во последно време, дали можеби од користење на овие телефони премногу или кај повторувачка и компјутери, така да секаде се јавуваат и остеофити. На кои прсти може да се јават остеофити? Па може во принципи на сите, меѓутоа многу често се наоѓа и на палецот, можеби бидејќи палецот е прстот што најмногу го користиме. Меѓутоа и на лактите, и на рамењата, па и на, како што каже и пациентката, и на колкот, да, и доле на стапалото, во некои случаи имаме поредки на колената, меѓутоа тие повеќе се внатрешни, така да тие на друг начин се решаваат. Кои се најтешки за третирање, дали можеби на колкот? Колкот е најтежок, бидејќи таму бара најдлабок пристап, односно најјак апарат, за да може да се стигне внатре во самиот колк, бидејќи во зависност од големината на пациентот, може во некои случаи и пациентот да треба 7-8 сантими за да влезе од апаратот, односно ултразвучниот бран, внатре во самиот челец. Јас ке ви се заблагодарам уште еднаш за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. И благодарам и на вас. Почитувани, ова беше се во денешното издание на емисијата. Ви благодарам што бевте заедно со нас на телевизија Телма. Ви посакувам пријатен ден и следете на редовно во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути.